Доказ дека пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија се грижат за граѓаните и за нивните потреби е и поднесувањето на предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште. Основната и единствена причина за поднесување на овој предлог закон е поради тоа што голем број на граѓани не биле во можност да го остварат своето право на приватизација на неизградено земјиште, а исто така не поднеле ниту пријава за промена на правото на користење во право на собственост во рокот до 15 јуни 2016 година. Затоа, ние пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија сметаме дека со поднесување на предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште ќе им се помогне на граѓаните кои не поднеле пријава до катастар до 15 јуни 2016 година да можат да го откупат тоа земјиште во било кое време, за разлика од претходните измени со кои се пролонгираше рокот за поднесување на барања. Овој пат со овие дополнувања нема да постои рок до кој треба да се поднесат барања од страна на граѓаните кои што се уште немаат поднесено и немаат поведено постапка. Почитувани, бевме сведоци како СДС се расфрлаше со разни ветувања како тие работат за доброто на граѓаните. Затоа, сега е моментот кога тие ќе можат да се покажат на дело. Доколку СДС се однесува и постапува зрело, нека го прифати овој предлог за дополнување на законот. Од името на пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија бараме и од министерот за финансии да го поддржи овој предлог на закон, затоа што така ќе излезе во пресред на граѓаните, а исто така ќе има приходи во буџетот на Република Македонија. А ВМРО-ДПМН, без разлика дали е на власт или во опозиција, и понатаму ќе продолжи да работи во интерес на граѓаните и на нивните потреби. И благодарам.